И по втората средба меѓу Советот на јавни обвинители и специјалното јавно обвинителство, штури информации што дискутирале 2 часа за затворени врати. Специјалната обвинителка Катица Јанева и уште 5 обвинители. Наспроти, председателот на Советот Петар Раневски и уште 5 членови денеска седнаа едни наспроти други. Потврдија само дека имале работна средба за случајот Пуч на која се дискутирало околу барањето за увид во списите на Пуч и дека ќе се сретнуваат и во иднина. Детали што се дискутирало околу барањето на Советот да го добие предметот со списите од СЈО не се открива ниту од соопштението на Советот, ниту од изјавата на специјалната обвинителка Јанева, која пак рече дека се уште не донеле одлука дали ќе ги достават списите од Пуч и додаде дека се разговарало и на други теми. На средбата се дискутираше по писменото барање на Советот за предавање на увид на списите по предметот, познат во јавноста како Пуч. Истражителите од специјалното јавно обвинителство и членовите на Советот одлучија ваквите средби да продолжат по потреба и во иднина. Како што се договоривме со Советот, тие ќе издадат заедничко соопштение за средбата. Што беше побарано од вас? Не, беше работна средба и мислам дека ќе има и други работни средби за надменување на нашите... Дали ќе им го дадете предметот? Молим? Дали ќе им го дадете предметот? Тоа ќе ви уште ќе разговараме, не е уште конечно ништо. Има уште средба. За се се работеше, за тековните работи, проблеми со кои се соочува специјалното јавно обвинителство и така натаму. Како? Не беше само тоа беше дел од самиот разговор, другото понатаму ќе го разгледуваме. По првата средба минатата недела, Аневски во изјава за медиумите рече дека договарале околу начинот на преземање на предметот Пуч од страна на Советот на јавни обвинители и дека она што ги интересира е зошто СЈО се повлекло од Пуч. На 18 јануари специјалното обвинителство со соопштение образложи дека доказите што ги поседуваат и од предметот, но и од истрагите за Тврдина и Таргет се во спротивност со она што е напишано во обвинителниот акт и најавија дека ќе приберат дополнителни докази за да се утврдат сите детали во аферата со прислушкувањето. 10 дена подоцна, од МВР испратиле представка до Советот со која бараат да се испита дали е законска ваквата одлука на СЈО. Со обвинението се товаря лидерот на СДСМ Заев, екс-разузнавачот Верушевски, неговата сопруга, вработен во МВР и вработен во општина Струмица, за шпијунажа, прислушување и насилство против представници на високите државни органи.